Добар ден, Пладневни вести на Канал Плюс. Следи кратка најава за дел од настаните. Останете со нас. Денес, 23 мај, е Национален ден на властите. Овој ден се одбележува како национален ден од формирањето на првите посткомунистички влашки здруженија. Невладината Цивитас продолжува со активности за собирање средства за лекување на штипјанецот Иван Стојанов. На мини плоштадот во центарот на Штип во тек е продажбата на книги. Крајот на мај е последен термин за аплицирање за земјоделски субвенции. Досега 820 земјоделци од Делчево и Македонска Каменица аплицирале за оваа државна помош. Денес, 23 мај, е Национален ден на властите. Овој ден се одбележува како национален ден од формирањето на првите посткомунистички влашки здруженија. Традиционално секоја година властите од Македонија го одбележуваат нивниот ден во хотел Александар Палас во Скопје. 23 мај Национален ден на властите. Ден кога во 1905 година турскиот султан Абдул Хамид II за прв пат ги признал властите како посебен народ, со право да се образуваат на својот мајчин јазик, да имаат право на одржување на богослужба на влашки јазик, да публикуваат книги и списанија на влашки јазик и да имаат своји инспектори по училиштата. По повод денешниот ден, градоначалникот на Штип им го честита националниот ден на сите власи. Штип е град каде живеат многу луѓе од влашка националност. Тие се лојални и многу вредни посветени граѓани, многу работливи и мислам дека нивната култура и нивните традиции се битен дел од нашиот град. Така да сакам да и посакам просперитет, дека ние ги поддржуваме како град и како локална самоуправа. Традиционално, како и секоја година, во Скопје во хотелот Александар Палас ќе се одржи централна прослава од цела држава. Министерството за труд и социјална политика соопшти дека 23 мај, Националниот ден на властите, е неработен ден за граѓаните припадници на влашката заедница. Утре со почеток во 14 часот во локалната самоуправа во Штип ќе се одржи обука за ромското малцинство. Главната цел на обуката е приближување на ромската заедница во локалната самоуправа во однос на подобрување на можностите и услугите од страна на општината, како и меѓусебната соработка во однос на подготовки и реализација на одредени проекти. Во рамки на проектот Роме 2, кој што се имплементира од страна на Советот на Европа, во рамки на Националната Focal Point канцеларија во Македонија, преку невладината организација Сонце, во недела на 24 во општина Штип ќе се реализира обука со ромската заедница, односно членовите на ромската локална акциона група во Штип, каде што делот од учесниците ќе поминат низ една обука во однос на идентитетот на ромската заедница и лидерството, каде што преку различни сесии ќе се овозможи зајакнување на капацитетите на самата локална акциона група и можам да истакнам дека овој проект веќе се реализира повеќе од година и пол, каде што активностите тековно се реализираат. Традиционалниот мајски панаѓур по повод празникот Свети Кирил и Методи годинава се одружува на нова локација. Во населбата 8 ноември веќе се поставени рингишпили за најмладите, игротеки и други изненадувања за граѓаните на Штип. Освен ова, во текот на денот се очекува и музички настапи на познати македонски музичари. По повод празникот Свети Кирил и Методи, кој се празнува утре, понеделникот е неработен ден за сите православни верници. Дел од граѓаните продолжениот викенд го користат за патување на страна. Од туристичките агенции велат дека има заинтересираност. Мај е месецот во кој предстојат најмногу можности да се избега од секојдневието, земајќи ги предвид неработните денови што не очекуваат. Празникот Свети Кирил и Методи на 24 мај се паѓа во недела, па затоа следниот ден понеделник ќе биде неработен за сите граѓани на земјава. Дел од граѓаните заинтересирани за патување на страна. Туристичките агенции нудат понуди со примамливи цени за повеќе странски дестинации и ве кои дестинации се најбарани.
Туристичка агенција Медитеран за 24 мај нуди голем број на пакет аранжмани, автобуски, авионски, како и програми со сопствен превоз. Во соседна Грција, значи во Калитеа и Ханиоти, Банско Бугарија, како и од подалечните европски дестинации Венеција, Верона, Фиренца, Санторини, Грција, Милано, Париз и Истанбул. По 3 дена работа, православните граѓани добиваат уште еден неработен ден, петок, 29 мај, задушница. Според верувањата на народот, задушница е ден кога душите на покојните предци и блиски доаѓаат од оној свет кај своите блиски, барајќи од нив храна, пиелок, затоплување, чистење. Невладината Цивитас продолжува со активности за собирање средства за лекување на штипјанецот Иван Стојанов. Денес на мини плоштадот во центарот на Штип во тек е продажба на книги. Штандот ќе биде отворен до 14 часот и 30 минути. Минатата сабота Сдруженијето за помош на социјално исклучени лица и ризични групи Цивитас започна со нова активност поврзана со собирање на потребните парични средства за лекување на Иван Стојанов. Станува збор за хуманитарен настан кој во континуитет ќе се случува секоја сабота, а се однесува на продажба на книги на малиот плоштад на пријателствата во центарот на Штип. Во текот на првата акција од хуманите луѓе кои купуваа книги биле собрани 3000 денари, кои веднаш се доставени на семејството Стојанови, дознаваме од основачот и председател на Цивитас Мартин Ѓоргиев. По тој повод од Сдруженијето за помош на социјално исклучени лица и ризични групи Цивитас апелираа до штипјани да го посетат штандот на кој ќе се продаваат книгите и да ја покажат својата хуманост. Книгите кои се продаваат за само 50 денари се напишани од писатели и поети од Штип и од останати градови во државата, кои ги донираат своите дела за помош на Иван. Оваа акција ќе продолжи во иднина, односно секоја наредна сабота, а од Цивитас велат дека се додека не се соберат потребните 26.000 евра, ќе бидат со 24 годишниот Иван Стојанов. Ќе организираат и нови активности за да може да замине во Кина, каде треба да му бидат трансплантирани матични клетки за повторно да застане на нозе. Крајот на мај е последен термин за аплицирање за земјоделски субвенции. Од подрачните единици на Министерството за земјоделство апелираат да не се чека последниот рок. Досега 820 земјоделци од Дилчево и Македонска Каменица аплицирале за оваа државна помош. До крајот на месец мај, земјоделците треба да аплицираат за субвенции. Барањата треба да ги поднесуваат во подрачните единици на Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство, каде што е регистрирано земјоделското стопанство. Препорака од надлежните институции е да не се чека крајниот рок. Ги известуваме земјоделците дека рокот за поднесување барања за сточарско и растително производство и за другите мерки кои се предвидени во програмата за директни плаќања за 2015 година е 31 мај. Нема да има пролонгирање на рокот, па затоа ги замолуваме сите земјоделци во предвидениот рок да дојдат да си ги пријават своите производства за директни плаќања за 2015 година. Во тек е поднесувањето и барања за произведено и продадено овчо, козјо и кравјо млеко во периодот од 1 јануари до 30 април 2015 година. Во овој момент се поднесуваат и барања за директна поддршка за сточарите, односно за произведено и предадено во млекара, кравјо, козјо и овчо млеко. Поддршката е 3,5 денари. И тоа се за месеци јануари, февруари, март и април 2015 година. Рокот за поднесување е до 15 јуни. Досега во подрачната единица во Делчево барања за субвенции доставиле 820 земјоделци, а минатата година бројката била 1800 земјоделци од Делчево и Македонска Каменица. Субвенции 3 години. На што? За сливи насад. Колку сливи имате? Па има 3,5 декари, иначе околу 60, 100, околу 160 дрвца. Како сте задоволни од оваа бенефиција? Многу сум задоволен. Да продолжи така? Да продолжи. Кој има повеќе нека работи и нека земат. Тоа е позитивна работа. За стошарство земо 2014 навам. Па јас сакам да продолжи да се унадема, да не се работи како што треба, бужи, унадат се. Викам, ние помалку стога чуваме, пјачувам 2 крави. Едната е јуничка, едната е крава и 5-6 кози. И нивите не чинат малку, имам 2-3 декара. Па субвенциите се добри, ама не ја дава редовно, та ја преносат ту книги и блани подносих парите ги још нема, дали ќе дадат, дали ќе лажат, не знам. До сега и нема.
Ни за крави, ни за кози, ни за ниви. Годинава за субвенции во земјоделството се предвидени повеќе од 140 милиони евра. Мексиканските владени сили за безбедност убија 42 лица осомничени дека се членови на наркокартел во вчерашната престрелка во Западно Мексико. Еден припадник на федералната полиција, а уште еден е ранет во 3-часовната престрелка, која се случила на ранч во близина на границата на сојузната држава Мичоакан со државата Халиско. Во самоубиствен напад на шиитска џамија во Ел Катив во источна Саудиска Арабија, според првичните вести загинале 19, а десетици лица биле повредени. Нападот бил извршен во време кога верниците го клањале џума намаз. Полицијата покрена истрага за откривање на напаѓачите. Холандската влада донела закон за забрана на носење бурка на јавни места, вклучувајќи училишта, болници, згради на државни установи и јавниот превоз, а текстот треба да го одобрат двата дома на парламентот. Според текстот на новиот закон, жените што во јавност ќе носат бурка, наметка што целосно го покрива телото и лицето, ќе мора да платат 400 евра казна. Денес во спортската сала Јордан Мијалков се одржува 23-тото државно првенство во пинг-понг. Во спортската сала во Штип учество ќе земат 80 надпреварувачи од цела држава. Пинг-понгарскиот клуб Гоце Делчев при Универзитетот Гоце Делчев е домаќин на 23-тото државно првенство за сениори и сениорки во поединечна конкуренција кој што ќе се одржи во сабота и недела. Нова првенство ќе зедат учество преку 80 надпреварувачи во машка и во женска конкуренција. Поделени се машките во 16 групи, додека пак сениорките се поделени во две групи. При тоа нова првенство ќе зедат учество преку 18 екипи во машка конкуренција и 7 екипи во женска конкуренција. Од пинг-понгарскиот клуб Гоце Делчев, представници од овој клуб секако се Костовски Петар, Костадиновски Филип и браќата Саздов Игор и Саздов Дени. Денес се полуфиналните, а утре финалните надпревари. Од пинг-понгарскиот клуб Гоце Делчев од Штип ќе учествуваат 4 надпреварувачи. Нова 23-то државно првенство, учество ќе зема 25 екипи од цела држава, односно 80 надпреварувачи. Овде е крајот на вестите. Следното информативно издание е во 16:30, а до тогаш следите на социјалните мрежи и на нашиот веб портал kanalplus.mk. Ви посакувам пријатен ден.